Денес ќе дискутираме за македонско-руската трговско-економска соработка и за незината моментална состојба на таа тема. Денес ќе ни каже нешто повеќе Дејан Бешлиев. Би ве замолил да ги пишувате своите прашања доколку ги имате во коментари во текот на предавањето, за да може на крајот побрзо да ги одговориме и поедноставно поради ограничувањето со време. Сега би сакал да му го предадам зборот на господин Бешлиев. Повелете. Добро вечер на сите. Се надевам дека се слушаме. Да, одлично. Благодарам за можноста да ние како Македонско-руска стопанска комора ја презентираме Македонско-руската економска соработка, трговско-економска соработка и што таа всушност означува, што означувала, што значи и што може да значи за нашата земја во иднина. Темата, како што гледате, е насловена македонско-руски економски односи, потенцијал, можности и реализација. Оно што ние како комора го представивме пред себе во изминатите 15 години, секогаш беше да видиме дали навистина ние можеме да одговориме на барањата на тој толку голем пазар како што е рускиот, и за да си ги добиеме потребните одговори, секако како и една компанија која треба да освојува пазар, си ги поставивме основните принципи за соработка, кои што се многу значајни. Значи, прво анализа на каков е тој пазар, покрај големината, кои се спецификите, кои се неговите факти, значи што тој може да ни понуди, што ние него, за да знаеме дали сме компатибилни, на каков начин, значи кои инструменти да ги искористиме во препораките кои што во соработката која што може да евентуално настане и која што за среќа се случува, и препораките кои што ние како Македонско-руска стопанска комора им ги даваме на нашите фирми членки во однос на соработката сегашна и идна на наши партнери трговски со руски трговски партнери. Погледнато, значи, според тој редослед, секако правиме анализа и доколку погледнете Руската Федерација, веројатно многумина веќе знаат, е меѓу најголемите земји во светот и овдека се фактографски наброени неколку битни показатели. Она што како за пазар за Република Македонија е битно да го соопштиме е дека согласно последните податоци, гледате, населението е 146 милиони и 748.950, но треба да напоменеме дека на овој број се смета дека отприлика уште 5% има нерегистрирани граѓани кои сепак функционираат во Руската Федерација, нерегистрирани во смисла на тоа дека постојано има туристи, постојано има не нивни граѓани, туку туристи и посетители од земјите на Евразиска унија, кои само во Москва се движат помеѓу 3 и 5 милиони, се смета на дневна основа. Значи, тоа е еден огромен број на луѓе кои што треба кои што се потенцијален пазар за сите нас. Оно што може да го погледнете е многу важно дека во Руската Федерација, како и во нашата земја, постојат повеќе групи религиозни, значи дека апсолутно сме компатибилни во однос на оно што може да го понудиме од наша страна и по таа конфесионална линија. Погледнете го овој податок, кој што е многу значаен и не е многу изменет во однос на 2016 година, сепак за да се смени таа демографска слика е потребно многу време.
Доколку погледнете на машки и женски од левата страна со сина боја се означени машките жители на Руската Федерација во милиони, она што покажува, да кажам, голем индикатор за нас, значаен индикатор што е во однос на соработката, погледнете го сегментот помеѓу 30 и 34 години е најголем бројот на жители. Значи помеѓу 35 и 39 и помеѓу 25 и 29 се и од машка, но би рекол и од женска страна, иако кај женска страна малку по возрастната граница која што води е помеѓу 60 и 64 години. Зошто ова го напоменувам? Сето тоа е работоспособно и младо население, кое е во полна сила како во потрошувачка смисла, така и во да кажам, смисла на производство од нивна страна, на развој, на она што може да биде партнер долгорочен и така натаму. И многу значајно, во оваа група што ја гледате помеѓу 25 и 29 години, во последните години, тоа не беше случај порано, голем број на руски граѓани успеваат, односно многу добро се користат со овие така наречени интернет алатки. Многу е значајно да кажем и тоа дека рускиот јазик е премногу потребен за на тој пазар, значи многу слабо го зборуваат втори јазик, иако англискиот напредува, далеко е од она што би било соработка во однос со другите земји со кои што веројатно би имале повеќе искуство или сте имале повеќе искуство. Од битните стратешки да кажам ресурси кои што Руската Федерација може да ни ги понуди кога ја правиме таа анализа и кои се тие факти, тоа е дека, како и што самите веројатно широко познавате, тоа се е гасот, нафтата, јагленот, значи тоа се така наречените топлива од нивна страна, дрво, но и определени други стратешки материјали. Да не заборавиме дека Русија е една од најголемите и најголемиот резервоар на резерви од минерали, се мисли на руди, пред се на алуминиумот како тако. Како што кажавме, рускиот официјален јазик е застапен со 96,3% во самата држава. Пред да преминам на овој друг сајт во однос на деталите на Руската Федерација, сакам да напоменам дека рускиот јазик не само во Руската Федерација треба во согласно последните економско-политички состојби на тој дел од Европа. Знаете дека Русија е лидер на Евразиската економска унија, односно тоа значи дека покрива еден огромен, да кажам, пазар од 5 земји. Во таа Евразиска унија влегуваат уште и Казахстан, и Белорусија, и Ерменија, и покрај Русија, нели така? Сето ова е значајно, бидејќи сите тие се рускојазични земји и исто така балтичките земји се дел од можните партнери во иднина. Да се задржиме на Русија, како што реков, кои се тие факти што треба да ги знаеме, дека Руската Федерација после еден турбулентен дел во 90-тите години од својата историја, наваму започна со исклучително брз развој, кој што се базираше во прво време на производството на нафта и природен газ, и сето тоа така траеше некаде до 2014 година, кога Русија ги доби наметнатите санкции од западните земји, што всушност ја натера нивната економска елита да размислува како да се справи во однос на овие санкции, и на тој начин ги мотивираше да создадат својата програма за импортно замешение или она што, како што тие го нарекуваат, или замена на импортните добра,
и во таа смисла започна развој на своја собствена индустрија за се она за кое што можат кај нив да го развијат, а да не го увезуваат од западниот свет. И во тој многу краток период Руската Федерација во моментов, еве како што е овдека наведено, значи е светски лидер пред се во пченица. Значи пченицата е број 1 извозен ресурс на Руската Федерација, не е тоа веќе нафтата и не е тоа природниот газ. Понатаму, што е многу интересно од друга страна за нас, е дека Руската Федерација, односно незините луѓе во економијата, многу брзо сватија дека по санкциите и огромниот годишен пат кој што го имаа поради тие санкции и удар врз рублјата, се свртеа кон оние пазари кои не им поставија санкции, а таква беше и нашата земја, и сето тоа ни помогна во развојот на тие односи во минатото, но и се надеваме дека и во иднина ќе продолжат да го ценат тој наш чекор, бидејќи за нас е исклучително значаен партнер. Според силата на оној GDP, популарно наречен, Руската Федерација, како што може да видите, е 7-ма земја во светот. Од неколку факти, само да ги така таксативно наброиме, како што може да видите, имаат конвертабилна рублја, која во овој момент трпи огромен притисок, како и сите валути во светот, поради падот на берзите. Во овој момент рублјата има, да кажеме, во однос на минатата година отприлика околу 24% пад, ако минатата година била околу 80 рубли, 81 за 78 до 81 за 1 евро, сега се движи околу 94-5 рубли, значи има тој пад, меѓутоа рублјата е конвертабилна, успева да стои на пазарот. Во однос на работната сила, може да погледнете дека е тоа огромен потенцијал како на работна сила. Ние сите овие бројки ги преточуваме веднаш во она што нас не интересно, значи толку работна сила претпоставува и толку потрошувачи во Руската Федерација за потенцијални наши производи, нели? Земјоделието е развиено, за среќа во Руската Федерација, земјоделството како такво не е компатибилно со нашето, односно ние имаме производи кои може да им ги понудиме, додека од нивна страна кај нас е дефицит на нивните производи. Тоа е одлична опција за соработка. Пред се ние сме големи возници на пшеница, на масло, сончогледово, додека пак тие увезуваат овошје, зеленчук во огромни количини и бројки. Индустријата е традиционално многу развиена и секако во последно време услугите како такви согласно новиот начин на живот на секаде низ планетата. Како што гледате невработеноста, податокот од 2017 важеше до короната, морам да кажам, до март 2020 се движеше во тие рамки. Ќе видиме како тој ќе излезе на крај на година, затоа овие податоци ќе ги задржиме сега со мала резерва. И како што може да видите, од традиционални извозни партнери, Русија најмногу тргува со Кина, Холандија, Германија, значи сакам да кажам, тргува со сите оние земји кои што на еден начин Холандија, Германија, Турција се и наши потенцијални партнери, односно Русија не е ограничена да размислува дека нема да тргува со Европската Унија поради тие санкции, обратно, тие нема да тргуваат со нејзе. Како што гледате, се наоѓаат на високи позиции и извозните незини партнери, како Холандија и Германија, и увозните, како Германија, Италија, Франција. Погледнете го овој податок, за што е многу важен во однос на Руската Федерација, дека држат 20% од светските резерви на дрво, 30% на јаглен, на нафта, газ и така натаму, и овдека не е наведено, но да кажам дека
50% од светската резерва на чиста вода за пиење, а тоа е во светот се смета дека има само околу 2% чиста вода за пиење, се наоѓа во Руската Федерација, односно тоа е реката Ангара. Значи еден огромен потенцијал кој што во иднина водата нели ќе биде еден од голем многу значаен фактор во светскиот живот и трговија и така натаму. Што е важно помеѓу нашите две земји, дека со самостојувањето на почетокот владееја законите и правилата подпишани помеѓу Советскиот сојуз, во кој што тие беа дел, и Република Македонија како дел од бившата СФРЈ, значи помеѓу Советски сојуз и СФРЈ, но благодарение на започнување на работата на меѓувладината комисија некаде во 1996 година започнуваат да кажам повеќе нови, односно осовременување на овие правни регулативи, подпишани се многу спогодби меѓувладини, меѓудржавни, подпишани се разни закони кои што помагаат во разни сфери. Она што за нас е значајно, дека што треба да го потенцираме, дека пред се во образованието на петтата меѓувладина комисија во Калининград беше подпишан, ако не се лажам, тој меморандум за признавање на дипломите. Потоа обострано, потоа е подпишан закон за испогодба за избегнување на двојно оданачување помеѓу двете земји, исклучително битно во соработката. Законот за слободен проток на луѓе и стока, со тоа што морам да кажам, нашата земја дава бесплатен, односно континуиран бесплатен влез за руските граѓани, кој што се обновува секој 15 март, значи слободно доаѓаат во Република Македонија без виза. Иако имаше иницијатива од нивна страна најмалку, по моите сознанија, 4 до 5 пати да и ние одиме безвизно во Руската Федерација, досега тоа не се случи, бидејќи нашата земја се води од правилото дека е кандидат членка за влез во Европска унија и како таква мора да ги задржува да се придржува до тие правила. Тоа не става во групата на тоа да мора да имаме визи, но во последниве неколку месеци има една мала промена на тој дел, значи започна да кажам дигитално онлайн да може да се аплицира и мислам дека од 1 јануари ќе биде уште по-олеснет тој дел за влез во Руската Федерација. Тоа е многу значајно, бидејќи тоа ќе помогне како за движење на бизнисот, така и за развој на туризмот, секако со еден голем услов да сето ова го надминеме со короната сите заедно. Во однос на трговската размена и она што е значајно и тоа што е наш постојан предизвик во овие години, Македонско-руска комера, ви давам еден пресек за последните 8 години и тоа што може го погледнете е дека некаде во 2012 година купната размена била најголема, значи околу 395 милиони долари, сумата е изразена во долари. Но нашиот дефицит бил страшен, значи околу 328 милиони, доколку го погледнете извозот од 33 милиони. Потоа има еден резок пад на размената, односно од нивна страна. Ова се должи, ќе потенцирам, на моментот што од 2013 година увозот на нафта и на нафтени деривати, повеќе Руската Федерација не го сметаше дека оди директно во нашата земја, туку ние тие ги превземавме преку, да кажеме, нивните филијали во Европската унија, па така Лукойл, она што го увезува во Република Македонија, влегува преку увоз како увоз од Бугарија. Затоа е тој голем пад. И тука имаме една стабилизација доколку погледнете на нивниот извоз во нашата земја или нашиот увоз, како ви е подраго. 2014-15 тој се движи околу 140, помеѓу 140 и 150 милиони овакво долари и
и отприлика тоа е нивната рамка. Тоа што нас не радува, посебно не радува, може да ги погледнете нашите извозни бројки, кои континуирано растат. Ние сме за тоа многу задоволни, бидејќи всушност тоа е нашата работа, да го потенцираме и да го промовираме нашиот извоз во Руската Федерација. Подоцна ќе кажам како тоа се прави. Погледнете од 33 милиони долари некаде во 2012-та, лани е завршена со 52, а годинава веќе за 9 месеци се 41 милион, со тоа што морам да напоменам, не се во оваа бројка наведени извозните резултати за извозот на праските, кои што се еден огромен наш потенцијал за извоз. И број 2, многу значајно, во сиве ова се бројки од македонската Завод за статистика на Република Северна Македонија, но сите овие бројки не ги вклучуваат, тоа се многу важни два момента, извозите од нашите компании преку Република Србија во Руската Федерација, бидејќи голем дел на компании од Република Македонија имаат своји представништва отворени во Србија, па ги извезуваат во Србија па во Руска Федерација, затоа што царината помеѓу нашата земја и Србија е 1%, а помеѓу Србија и Руската Федерација исто така 1%. За она за кое што може да се тоа направи, бидејќи имаме нели сертификат за потекло. Во однос на вториот момент што сакам да го напоменам, тоа е виното, кое овдека апсолутно скоро да не се води во нашата статистика, бидејќи тоа оди со разни партнери по другите земји, а потоа завршува на рускиот пазар. Значи, увозот само како споредба во однос на минатата година за 9 месеци порастот е од прилика нашиот извоз на увоз, 24,1% и очекуваме дека најмалку околу 65 милиони би требало да изнесува оваа година извоз. И се надевам искрено дека тоа така и ќе биде. Еве една табела на оние најзначајни производи кои што ние ги имаме во размената со Руската Федерација. Значи, овошјето, зеленчукот, треба да напоменеме дека многу скоро почна и млечните продукти, што е многу важен момент, до пред 2 години не можевме тоа да го правиме, меѓутоа благодарение на добивањето на дозвола од Росселхознадзор, тоа е Руската агенција за контрола и одобрување на квалитет и увоз на млечни и месни производи, успеавме да добиеме неколку дозволи за наши компании кои што сега се извозници и тоа представува добар еден момент. Традиционално, нели, фармацевските производи се таму доста застапени, како и овошјето и зеленчукот. Во однос на тоа што го увезуваме, производите од необоени метали се убедливо најголема ставка, иако стојат податоците од пред година и половина, односно 2, тоа е непроменета ставка, бидејќи, како што кажав, и во однос на бројките се движиме во тој дел. Сега малку за нашата работа, на што го напоменав малку претходно, дека ние сме создадени на една таква меѓувладина комисија во 2005 година. Тоа беше третата комисија одржана помеѓу двете земји и како таква мешовита комора успеавме да направиме неколку значајни чекори. Тука се напоменати и потенцирани само неколку, тоа е дека се постигнати договори со повеќе руски стопански комори како наши партнери, каде што покрај сите го гледаат Москва и Санкт Петербург, меѓутоа како што може да видите Ростов, Воронеж, Липецк, Сочи и така натаму. Вториот голем момент е што станавме социјално-економски партнер на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на еден начин сме вклучени во креирање на програмата за развој за рурален развој, како и делот од стратегија за развој на земјоделието во нашата земја, како во стратегијата 2014-2021, така и сега со наши предлози 2021-2027. Во однос на
на она што го организираме и во однос на она што е за нас многу важно. Сите оние бројки што ги напоменав, тоа се сајмите Продэкспо, каде што традиционално и оваа година, значи тоа е последниот сајм на кој што учествувавме во февруари, пред да дојде целиот овој не баш убав момент во светот. Значи сајмот Продэкспо на кој што се застапени компаниите од млечната индустрија и винопроизводителите, како и светот на храната или Мир питание во Москва, кој се одржува секој септември. Ете, оваа година него го прескокнавме, се надеваме идната дека сепак ќе бидеме таму. Тоа се два одлично реномирани сајми и тие помогнаа во многу во однос на промоција, во однос на дознавање на производителите од нашата земја, како и во однос на продуктите кои што ние ги имаме. Сето ова го крунисавме во 2017 година со еден македонско трговско изложбен дом во Москва, кој што од македонски дом, благодарение на нашата таму партнерска комора во почетокот, Московската комора, ни беше овозможено да го развиеме тој проект, а потоа со помош на амбасадата на нашата земја, но пред се со залагањето на господја Ина Жарова, тој отвори и започнавме да го развиваме. Навистина почна прекрасно, бидејќи до 2017 година нашата земја немаше извозник од конзервната индустрија, а веќе сега се застапени 5 производители на тој пазар од таа конзервна, односно преработувачката индустрија. Од ова, да кажам, многу важен податок, затоа го потенцирам, тој македонски дом се префрла на работа како електронска платформа, ќе има B2B бизнес портал на него, но ќе има и дел за култура и трговија, така да ќе биде навистина интересен. Стартува пробно од 1.12, но идната година ќе сакаме тоа да го развиеме малку повеќе, бидејќи овој македонски дом после првата година работеше со подршка на компаниите, а веќе од 2019-та, значи од лани, се вклучи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно со таа подршка тој доби една многу поголема видливост во самата Руска Федерација. Еве дел од она што го зборував, значи фотографии од сајмот за вино, каде се представуваат 6 компании, обично 4 винари и 2 млечни, и 2 производители од млечната индустрија. Вкуси Македонија, или тоа се популарниот World Food, каде што 15 компании се представуваат секоја година, а ова е македонскиот дом кој во моментов е затворен поради пандемијата и затоа се оди на таа платформа, се надеваме ќе се вратиме повторно, кој е направен во стил на една стара охридска куќа, кај што се представени, како што може да видите, виното, на другата слика може би таму, ако убаво се забележува и другите производители, значи нешто што е многу важно. Во однос на нашата соработка, тука се представени фотографии од тоа како се движиме, значи сме признат партнер, како дел од меѓувладината комисија. Јас сум именуван да ја застапувам таа Македонско-руската стопанска комора, но и во комисијата во работната група за трговско-економска соработка и последната таква меѓувладина комисија се одржа минатиот ноември во Скопје. Тоа беше исклучително убава во Скопје и Охрид би рекол, исклучително убава комисија, бидејќи во рамки на таа меѓувладина комисија беше одржан и бизнес форум со присуство на повеќе компании, како од нашата земја, така и од Руската Федерација. И она што е значајно, ние одржуваме редовно семинари за нашите компании, партнери сме и на Россельхознадзор во однос на тоа да се спроведуваат правилата и прописите за потребни за остварување на извоз во Руската Федерација. Кои се наши
препораки во однос на соработката и кои сакаме да ги потенцираме. Значи, овој организиран настап на сајми и битови средби беше исклучително важен, бидејќи оние кои биле во Русија тоа го знаат, оние кои не биле, сакам да им напоменам дека многу малку се познава и се познава нашата земја во Руската Федерација и Република Македонија тогаш или Република Северна Македонија сега има должност да биде застапувана преку овие саеми, компаниите да можат да се представат, бидејќи е прилично скапо да дадат саем сами, затоа велиме да одат на тој организиран пристап. Понатаму маркетинг стратегијата кај компаниите, тоа што го потенцираме постојано е дека сите се подготвуваат со каталози, со визит карти, со своји настапи и PowerPoint презентации, но многу често грешката се прави кога тоа не се прави на руски јазик. Значи, сепак, таа маркетинг стратегија мора да биде базирана на руски јазик и врз основа на претходно добиени податоци, кои што ние ги даваме или ги обезбедуваме за оние наши компании членки, кои што нормално го имаат тоа право. Понатаму, стручната подготовка при настап на рускиот пазар, зошто тоа го велам? Затоа што многу често, поради непознавање на законските правила и прописи во таа земја, се случува да се јават определени потешкоти при извозот на производите и затоа ние сме спремни тука да помогнеме, односно имаме капацитет, имаме доволно искуство и можеме да го тоа на еден начин олесниме. Соработката со релевантни институции, веќе напоменав, тоа се со министерствата, со инспекторатите, исто така и со партнерските комори, како во нашата земја, така и во Руската Федерација. И она што повторно ќе го потенцирам е искористување на потенцијалот на Македонски дом, кој што се повеќе ќе биде вистинското место каде може да се представите, каде може да ја представите вашата компанија и по тоа да се најде евентуално руски партнер купувач. Толку би било, се надевам дека бев интересен во еден дел да го привлечам вашето внимание и дека доколку имате прашање, секако сум расположен да ви одговорам. Повелете доколку имате некое прашање. Еве имаме едно прашање од Филип. Македонија беше една од ретките земји во Европа што не воведе економски санкции врз Русија во 2014-15 година, како оваа наша одлука влијаеше на македонско-руската трговска соработка и дали Македонија треба да го следи примерот на Србија и да склучи договор за слободна трговија со Евроазиската економска унија? Добро. Прашањето делно го одговори во излагањето, ќе повторам. Значи, во 2014 година Република Македонија тогаш не се придружи на санкциите кои што беа поставени кон Руската Федерација од страна на Европската унија, Норвешка, како и Канада и Австралија. И САД. Значи, тоа влијаеше исклучително поволно, мора да се признае, на односите и затоа е тој, ајде ќе одам повторно на тој слайд, затоа е тој раст на нашата размена, бидејќи кога се ослободуваат полиците, гледате 35 па 48 па, се извинувам, само секунда, 35 па 48 2016 па 54 па тука имаме пад, бидејќи 2018 кај нас беше прилично турбулентна година и повторно се враќаме на 52 милиони. И сега имаме раст. Значи, многу добро се одрази во однос на нашиот извоз и практично зафативме дел од оние сантиметри на полиците кои што беа ослободени од страна на земјите кои ги наметнаа санкциите. Дали треба да го следиме вториот дел од прашањето, дали треба да го следиме примерот на Србија?
Ние неколку пати како земја, ви го велам од искуство, бидејќи бев присутен на тие меѓувладини комисии, веќе 6 поред на кои што присуствувам, сме поставиле прашање додека прво беа како Руска Федерација, зашто тоа го велам како прво така, бидејќи од 2018 година веќе тие се смета дека работат во делот на Евразиската унија. Секој пат ни беше давано до знаење дека Србија има еден посебен момент кој што они го возможуваат и дека ние тешко ќе дојдеме да го оствариме тоа наше барање за слободна трговска размена, а сега тоа станува уште потешко бидејќи во Евразиската унија мора да се добие консензус од сите 5 членки и мислам дека ние во овој момент тоа не треба да имаме илузии дека тоа ќе се случи во многу скоро. Во ред, ви благодарам многу за присуството. Имаме уште една минута само. Ви благодарам за присуството. Кој не успеа да ги види убаво табелите и слайдовите, видеото ќе биде објавено на страната на Руски центар, ќе бидете во можност тоа да го погледнете. Ви посакувам убава вечер, му се заблагодарувам на Дејан уште еднаш за интересното предавање и се гледаме следниот петок на уште едно интересно предавање. Имајте убава вечер.